Општинската организација на СДСМ Куманово денеска на пресконференција представи дел од новото партиско раководство избрано од извршниот одбор на првата работна седница. Воедно председателот на Општинската организација на СДСМ во Куманово Александар Арсиќ ги најави и првите теренски активности рамо до рамо со граѓаните до победа во Куманово. Дека во нашата општинска организација постои здруженост, единство и сплотеност. И сите заедно застануваме зад исти заеднички цели и заложби. Идеолошките ставови за кои се залагаме ја образуваат силната врска на заедништвото помеѓу нашите членови. По изборот на новото партиско раководство, извршниот одбор на Општинската организација на СДСМ Куманово ја одржа својата прва работна седница и ги донесе следниве одлуки за избор на секретар на партијата Весна Трајковска, директор на Државното средно училиште, регионален центар Киро Бурнас Куманово, организационен секретар Виктор Божурски, вработен во општина Куманово во Фондацијата за култура и спорт, портпарол на партијата Александар Митрички, дипломиран музички педагог, вработен во Центар за култура Трајко Прокопиев Куманово. За председател на надзорен одбор Драган Петровски, адвокат. Во оваа прилика би сакале да информираме јавноста дека Општинската организација на СДСМ Куманово се приклучува на теренските активности рамо до рамо со граѓаните до победа. Сиот наш партиски потенцијал, нашите раководства, пратеници, советници, одговорни представници ќе бидат помеѓу граѓаните, за да го слушнеме гласот на нашите сограѓани и да поразговараме за се она што им е важно. Сите заедно, рамо до рамо, ќе посетиме вкупно 28 урбани заедници, населени места и местни заедници. Со првата теренска активност започнуваме на 25 мај во 18 часот, кога ќе бидеме помеѓу жителите на 3-та Македонска ударна бригада, и во 19:15 часот, кога ќе поразговараме со жителите на Перо Чичо. Денес сакам и да ги најавам нашите говорници. Тоа ќе бидат министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски и заменик председателот на Социјалдемократскиот сојуз Сања Лукаревска. Доаѓаме со добра мисла и мотив за напредок и подобро утре. Доаѓаме за да ве слушнеме, да ви дадеме отчет за сработеното, но и да ви кажеме што следува во иднина, рече Арсиќ. Социјалдемократскиот сојуз досега докажа дека е државничка партија, која заедно со граѓаните во тешки моменти успеа да ја одржи економијата и напредокот по вистинскиот, по европскиот пат. Најтешкиот дел од кризата помина, но се уште постојат предизвици пред нас. Затоа потребна е сплотеност, заедништво и мобилизација, рамо до рамо, еден до друг. Сите заедно, за да оствариме една заедничка победа во оваа борба за подобра иднина. На конференцијата која што се одржа на 12 мај годинава на предлог на председателот Александар Арсиќ изгласани се 18 членови на извршниот одбор и 5 во надзорниот одбор.